што сега имаат 2-2.500 евра плата, рачунете дека нивната пензија утре ќе биде висока и они ова што сега го даваат законски во фондот, не би се осмелиле така да го остават. Меѓутоа, по однос на тоа секогаш ќе има пари, а и ќе кажам како ќе се најдат тие пари. Да речеме, ова пензионерите цел живот, јас зборувам, ние сме живееле во 3 држави. Во Југославија, во Република Македонија и сега Северната што ни ја измислија. И како се нешто се менува, ова останува прашањето за пензионерите. Чекајте, они се на последно место тука и за нив ќе видиме колку ќе остане. Јас имав прилика и на премиерот да му поставам едно прашање која беше предизборната кампања на ВМРО во Велес, во пензионерскиот дом. И го прашав, господине пензионере, во председателе, иден, во вашата програма имате напишано толкова книга за сите области, само за пензионерите имате пола страница за тоа што ќе правите. Како ова го објаснувате? Ама тоа ние тековно ќе видиме, важно, вашите барања ги слушаме, вашите маки ги знаеме и ние ви ветуваме дека кога ќе дојдеме на власт, овие 5000 што ги барате, ќе ви ги дадеме. И тоа беше една голема мамка за сите нас пензионерите.